Девета оделенката Мила Смилевска од Основното училиште Кочо Рацин под менторство на професорката Анита Димовска освои 4-то место на светскиот надпревар по англиски јазик во нејзина категорија во Италија. Со одличен резултат од надпреварот се врати и 8-мо оделенката Бисера Чоробенска од истото училиште. Презадоволни од постигнатите резултати се и ученичките, но и наставничките, имајќи предвид дека се надпреварувале со нивни врсници од Европа, Азија и Африка. Се состои од повеќе етапи и по првиот круг во кој што учествуваа 48.000 учесници од целиот свет, поточно од 3 континенти Европа, Азија и Африка. Нашите ученици поминаа во вториот круг, а тоа е полуфиналето, па со одлични резултати на полуфинале веќе се пласира Мила Смилевска, мојата ученичка од 8-3, сега 9-3. Таа се пласираше на Hipo EQ, тоа е европски квалификации на европско ниво и бевме на надпревар кој што се одржа од 16 до 18 октомври во Римини во Италија. Во меѓувреме ученичката на колешка Сонја Коцевска, тоа е Бисера Чоробенска од лани 7, сега 8 оделение, таа се пласираше во Лидо ди Езоло директно на светскиот надпревар во финалето. Надпреварот на светско ниво го организира Сдруженијето Global Hipo веќе 9-та година. Благодарение на нивното гостопримство, ние прекрасно си поминавме. За Мила и за мене беше организирано се во Римини. Надпреварот протече со одлично и се радувавме на прекрасниот резултат на Мила. Таа освои прво место и во својата категорија Hipo 3, тоа е за ученици од 8 и од 9 оделение. Впрочем се надпреваруваше со поголеми од неа и со вакви врвни резултати бевме единствени од нејзина категорија што отидовме и се придруживме на другите во Лидо ди Езоло, во близина на Венеција. Таму поминавме прекрасни 3 дена. Надпреварувањата траја 2 дена. Во своја категорија Hipo 3 Мила со 93% освои 4-то место на светско ниво и Бисера со извонредни 87% одлично се пласираше во нејзина категорија Hipo 2. Секако дека освен тоа, како во незаборавни спомени ќе им останат и прекрасните доживувања и новите пријателства што ги стекнаа. Јас сум презадоволна со мојот освоен успех. Покрај мене се задоволни и мојата професорка или менторка Анита Димовска, мајка ми Лидија и брат ми Лука. Тие навистина беа пресреќни кога ги дознаа вестите и покрај нив и јас бев среќна. Всушност прашањата во оваа година беа малку поразлични од минатата, така да тоа беше малку поголем предизвик, но сепак бевме спремни со мојата професорка, веќе со месеци вежбаме дури преку летниот распуст. Конкуренцијата беше баш онака јака, но стекнав и многу пријателства и запознав ново друштво со деца од Хрватска, од Србија, Унгарија и така натаму. Покрај тоа што не присуствувам на приватно училиште, речникот го зголемувам со тоа што читам полно книги на англиски. Овој надпревар и всушност и другите надпревари во кои што се надпреварувам се само потик за иднината, бидејќи знам дека и во иднината ќе треба пак да се надпреварувам и тоа е навистина интересен предизвик за мене. Училиштето Кочо Рацин со своји ученици на светскиот надпревар по англиски јазик учествува последните 6 години од 2015-та.